Годинава водостопанство ке наводнува 5000 хектари под Орис. Од денес пуштена вода во Прибачево и Оризари. Предвидената површина за наводнување е 5000 хектари за Орис, значи од вкупната 9000, 5000 за Орис, од кои 3500 е само во Кочанскиот дел. Одиме кон таа динамика, така да со ова што пуштаме денес во Оризари и во Прибачево е дел опфатени од Грдовци. Веќе утре вода од хидросистемот Брегалница ќе добие и Виница, а според планираното каналите во Крупиште ќе бидат полни за 10 дена. Годинава во Калиманци има доволно вода за предвидените површини под Орис, но и оваа сезона таа ќе тече по дотраена каналска мрежа. Каналската мрежа, знаете, веќе 40 години е стара, има некои проекти кои ќе почнеме со реализација на реконструкција и реставрација на тие канали. Ова година крпиме како и до сега, значи ги крпиме за да може да протече вода до последниот потрошувач. Во меѓувреме земјоделците од останатите кочански села мака мачат со подготовката на површините. Временските услови повторно не се на нивна страна. Тешко иде, многу е мокро, не бива, тешка година. Се најавуваат пад дожд и тешко ќе биде, не може да ги обработиме. Водостопанството сака да пушти вода, ние не сме спремани и сигурно ќе не почекат да спремаме, иначе секоја година е така, али оваа година посебно е лоша. Машините измачени, стари машини и тоа. А за глава, добро малку што имам пред на вуче, тука, ама тоа е слаби се, мали се машините, услови големи, трактори немаме големи. Според планот на Брегалница, годинава ќе се засеат 1500 хектари под Орис повеќе од лани. Земјоделците пак тврдат дека многу хектари ќе останат неподготвени и незасејани. Сепак како ќе помине оваа оризарска сезона, ќе се знае до крајот на април.